разговорите помеѓу Македонија и Грција треба да се замрзнат и истите да продолжат во оној момент кога Грција официјално ќе се изјасни за применливоста или неприменливоста на пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Бидејќи ние во меѓувреме трошиме многу енергија, ресурси, внимание, внатрешно политички подвојувања, кои што се некогаш основани, некогаш се неосновани, но сепак тоа е тема која што задира и во политичкиот профил на секоја партија, а за возврат го немаме резултатот кој што го очекуваме и тоа се повторува циклично веќе 22 или 3 години. Така што, според мене, свесен за сите ризици за превземање еден ваков чекор, бидејќи Грција сигурно би сакала тоа да го злоупотреби за обвинување на нашата страна како безкомпромисна, тврдоглава, неподготвена за компромис, сепак мислам дека со пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг имаме основа да побараме преговорите да бидат условени со официјалното изјаснување на Атина за спроведувањето на ова кристално јасна пресуда. И по однос на внатрешно-политичкиот консензус, во Република Македонија би било многу добро доколку тој се постигне, но бидејќи самото прашање е дел од внатреполитичкиот и меѓупартискиот надпревар, кој што носи повисока цена, подобра позиција, полоша позиција, помал или поголем углед и доверба кај гласачите, сметам дека самото тоа го отежнува постигнувањето на внатрепартискиот или меѓупартискиот консензус.